Дружење и соработка. Македонско-хрватското друштво од Тетово беше домаќин на Сдруженијето од Хрватска, како и на голем број пријатели и соработници на манифестацијата која се одржа во Тетовска Варвара. Прославија и годишнина од стапувањето на Република Хрватска во Европската Унија. Друштвото постојано работи на промоција на хрватската култура, како и зближување на хрватскиот и македонскиот народ. Минатата година часот го држеше нашиот член, господин Неделјко Ромац, ама од минатата година ни од пресет ни излезе Министерството за култура од Република Хрватска ни додели професор каде што можеме децата да го изучуваат хрватскиот јазик. Кај имаме и други ученици и од десен учениците ќе има некои изненадување, да сега не откриваме, но ќе видиме. Иста цел има и Сдруженијето на македонци и хрвати од Загреб, кое постојано организира културни активности и манифестации во Македонија и во Хрватска. Присутни на прославата беа и неколку студенти од Хрватска, кои таму студираат македонистика. Ние сме друштво која промовираме македонската и хрватската, бидејќи сме македонско-хрватско здружение, ја промовираме македонската и хрватската култура на просторите на бивша Југославија, а нарочно, пошто името ни е така, значи ги негуваме културните односи помеѓу Хрватска и Македонија. Дошли смо у Скопје од 5 до 7-6. Дојдовме во Скопје за да присуствуваме на манифестацијата Денови на хрватската култура која се одржува од 5 до 7 јуни. Манифестацијата се одржува повтор пат, со тоа сакаме на хрватското малцинство во Македонија, како и на сите заинтересирани, да им ја доближиме хрватската култура. Годинава представуваме влијателни жени од хрватската историја, а вечерва во Католичката црква во Скопје ќе настапи виолончелистот Станислав Ковачиќ. И јаких жена из хрватске повиести. И ове година ćemo također И оваа година по трет пат ќе одржиме манифестација Денови на македонската култура во Загреб. Ќе бидат представени краткометражни филмови, како и читање поезија и раскази. Би ни било многу драго ако има повеќе заинтересирани за и македонците да дојдат во Загреб и заедно да ги прославиме Деновите на македонската култура. da nas posjete u Zagrebu i da 12 деца го изучуваа хрватскиот јазик во Тетово. Нивен учител во текот на изминатата година беше Ведран Искра. U Makedoniji sam već drugu godinu, učim hrvatski, poučavam hrvatski jezik. Втора година сум во Македонија, една година се спроведуваат часови по хрватски јазик во Тетово. Се одржуваат часови во Скопје, Битола и Куманово. Министерството за образование од Хрватска праќа учители по хрватски јазик навсекаде каде што има хрватско малцинство. Така што Македонија е една од 20 земји во светот каде што се изучува нашиот јазик. Целта ни е заедништво, со оглед на тоа дека децата на кои им предавам се од мешани бракови, па соединувањето на двата идентитета и хрватскиот и македонскиот е наша задача и желба. Секој од дечињата си доби диплома. Вела дека ќе продолжат и понатаму да го изучуваат хрватскиот јазик, кој за нив е доста интересен. Една година модам на курсот по хрватски јазик. Таму се запишав поради опсто затоа што секој јазик е богатство за еден човек. И освен денеска имавме и повеќе екскурзија на кои одевме. На курсот по хрватски се запишав пошто се знае дека секој јазик има некое богатство, иако е сличен со српскиот, ипак има нешто последно. Не беше многу тешко, ако се знае, ако се трудиме, не е ништо тешко. Сакав да одам на хрватски јазик, дека ми е многу интересен. Една година. Марио Видачек, учам 2 години на хрватски јазик и сакам да продолжам. На прославата беа презентирани и фотографии кои ги изработила студентка од Полска, а студира во Загреб. На фотографиите е прикажан животот на првата новинарка на Балканот, Марија Јурич Загорка. Зовем се Малгожата Скрудлик, поljska sam studentica slavistike u... Доаѓам од Полска и учам хрватски јазик во Загреб. Таму се зачленив во Сдруженијето на македонисти Спектрум и заедно организираме Денови на хрватската култура. Денес ја представувам изложбата на моите фотографии на кои е прикажана првата новинарка на Балканот Марија Јурич Загорка, која е многу важна жена од хрватската и европската историја. Проект кој сам направила у сурадни са... Македонско-хрватското друштво од Тетово постојано соработува со останатите друштва од Хрватска, со кои разменуваат искуства и организираат различни манифестации. На крајот заигра и македонско оро, весели и насмејани, најавувајќи уште многу вакви прослави преку кои се зближува македонскиот и хрватскиот народ, а се вреднуваат и обичаите и културните знаменитости на двете држави.